апсолутно се важни информациите кои што ќе ги дадеме во продолжение, повеќе во форма на совети, препорака, освестување и она кое што е главно, превземање одговорност за она кое што ни се случува во општеството. За жал се соочуваме со се повеќе настани на врсничко насилство кај нас, она од кое што се згрозува јавноста, особено заради тоа што станува збор за млади луѓе. Што ги тера младите да бидат агресивни и насилни и што е она кое што ги поттикнува да се едноставно задоволуваат или да аплаудираат на вакво насилство. Она за кое што секој од нас треба да го вклучи својот ум или алармот кој што го имаме, но и едноставно аларм за општеството и она кое треба да го превземат како државата, институциите, така и секој од нас поединечно. Ако зборуваме за родителите, за професорите и за стручните лица. Се разбира дека треба да се превземат мерки. За една таква мерка ќе зборуваме и во продолжение, која што е представена преку проект, но и за оваа тема или важни точки во студиото со мојот гостин Фики Гаспар, психолог, добро познат на нашите гледачи, пријател на утринската од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Фики, добро утро и добро ден дојде во утринската дома. Добро утро, благодарам на поканата. Ќе започнеме со она кое веројатно е стандардно прашање, особено кога се соочуваме со вакви ситуации, а тоа е состојбата на младите денес. Нема да генерализираме, но апсолутно ќе кажеме дека состојбата е алармантна. Имаме се повеќе случаи на врсничко насилство. Некако имаме чувство дека е тоа се позачестено и од тука се појавуваат голем број прашања. Каде пропуштивме? Зошто се создава деструктивна, а не продуктивна младина, барем од она кое што го гледаме. Не само тие кои што се сторители, него и оние кои што посматраат од страна, навиваат, аплаудираат и при тоа сето тоа го снимаат. Ке се навратиме, нели секогаш се навраќаме дали вакво нешто имало претходно, па секој од нас се враќа во годините од детството или тинеџерството, кои што сме ги поминували, ќе речеме, можеби сме имале ситуации каде доаѓало до одредени конфликти, но вакво нешто сигурно не се случувало. Социјалните мрежи имаат тука улога, сето тоа што е достапно исто така, но од психолошки аспект која е причината и зошто се соочуваме со вакво нешто? Да, Ивана, така е. Прво да нагласиме дека два аспекти треба да видиме. Прво треба да видиме да статистички истражувањата покажуваат дека е зачестено врсничкото насилство до одредена мера, за разлика од порано, но исто така мора да нагласиме дека сега, за разлика од порано, со помош на технологијата и многу работи се документираат и излегуваат на виделина повеќе за разлика од порано. Порано тоа може да поминало не толку заприметено, имаше и културолошки аспект, каде што многу често не се взимаше на толку голема важност на овие работи и повеќе се поминуваше низ однесување кои што младите типично го имаат, посебно од тој период на тинеџерство и на адолесценција, но сега веќе нели е јасно дека не е типично однесување, тоест не треба да се појавува тоа деструктивно и насилно однесување, дека е штетно. Се повеќе ги знаеме нели последиците и ни се јасни од врсничкото насилство, од било кое насилство, но кога зборуваме од врсничкото, јасно ни се кои се симптомите кај жртвата, повлекување, промена во самодоверба, пат на функционалност и многу други симптоми, нели, нарушување на релации помеѓу блиските, проблеми во семејството исто така се појавуваат, значи жртвата ние кога зборуваме за некој кој што претрпел врсничко насилство, не зборуваме само за младата личност, туку зборуваме и за семејството, кое што е опфатено, значи тоа е проблем кој што влие на сите нив, но исто така нели малку можеме да го видиме од аспект на вршителот на тоа врсничко насилство. Уствари целта ни е нели да се фокусираме кон истребување на тоа однесување, а не на казна кон личноста, туку промена на начинот на кој што функционираат и се однесуваат луѓето кои што влегуваат во таква ситуација или се дел од врсничкото насилство и тие кои што се главните кои што го причинуваат, но и останатите во околината кои што се присутни, а не превземаат ништо. Нели, за тоа може малку после да кажеме за таа психологија на толпа или психологија на стадо, која што често ја спомнуваат, зошто така се случува. Но кога ќе ги земе во предвид сите работи е доста комплексна работа, која што бара најмногу работа превентивно, а веќе кога за жал ќе ни се случи нешто вакво, има методи, главно врзани за емпатија и за разбирање, кои што можат да се применат
и да се поработат секако на тој кој што бил жртва или таа, треба да се работи психолошки, нели, за да може да се таа е во форма на траума, да може да се стабилизира и да се надмине таа траума. Така. Ако зборуваме или се осврнеме на таа превенција, која што веројатно недостасува, во склоп на превенцијата претпоставувам дека спаѓаат и тоа будно внимание од страна на родителите и на наставниците. Зошто? Заради тоа што поголем дел нормално, освен во домот, децата поминуваат и на училиште. Значи, првенствено едукацијата, а исто така и вниманието насочено кон децата. Како би се распознале можеби одредени знаци кои сигнализираат дека треба да се обрне внимание, да се даде еден посебен пристап можеби на психолошка поддршка која што би го сменила или би го превенирала тоа да биде како на крај настан кој што не сакаме да го видиме. Кои се знаците кои што би требало да се препознаат и од страна на оние кои што го прават насилството, односно имаат таков порив, и од оние кои што можеби го доживуваат или го трпат. Спомена накратко за тоа како може да се однесува или кое е карактеристичното однесување на жртвата, но веројатно малку поедукативно како би го распознале тоа навремено во однос на превенцијата, да го спречиме, а доколку се случи, се разбира да реагираме навремено. Така. Распознавање, ако гледаме од аспект на жртвата, можеме да видиме промена во главно во расположение. Пат на функционалноста, главно тоа се гледа на училиште, опад на оценките, намален интерес за учење, помалку фокусирање на обврските што ги имаат, еден од симптомите е повлекување. Значи, тоа е прилично изразено, кога детето ќе се повлече, не сака да се социализира, не сака да искача, ќе го промени начинот на комуникација со родителите и со блиските. Кажавме нерасположение, кој што може, нели, да оди во анксиозно депресивно расстройство. Сите тие се први индикации дека нешто се случува и родителите треба да припазат. Кога се работи за причинителот на врсничкото насилство, обично нема такви индикации, но основата на тоа е потреба за доминантност или за поставување во тој социјален круг, нели, повисоко на таа социјална скала, ајде така да ја кажеме, кое што е тенденција кај младите, но некогаш за жал има таков тек каде што, нели, се однесувањето се претвара во тој аспект, и тука родителите мора многу да зборуваат со своите деца, затоа што кратка е тој момент каде што децата влегуваат во некој конфликт и веќе кога се во тој конфликт знаат да ако едната страна е малку подоминантна, да испадне баш во форма на насилство. Многу често сме разговарале и со родители кои што бараат решение како веќе кога се запознаени дека нивното дете можеби е во ваква ситуација, кога реагираат на училиште, како да го насочат детето што да прави и како да прави. Порано, нели, се давало некои совети за да се игнорира и да се... Но тоа не е паметно, значи треба јасно да се зборува за тоа. Значи секој, ние што даваме совет, никој не треба да биде тој што ќе започне некој конфликт, но доколку се најде во таква ситуација, значи треба да се одбрани себе си максимално колку што знае. Сега доколку се работи за поголема група на деца, нормално, нели, тоа не функционира така, но оставањето на работите само да поминат, за жал не поминуваат, туку може и во одредени ситуации да ги охрабри тие кои што се интензивираат. Да, од страна да ги охрабри затоа што гледаат дека покрај ова однесување продолжува. Превентивно и ова што се случува, што го гледаме на медиумите, за жал што има, нели, снимки од тие ситуации, моје очекување е дека ќе влијае превентивно затоа што веќе се реагира, институциите реагираат, така да моје очекување е дека младите веќе се гледаат дека не поминуваат работите. Значи, има последици. Една од интервенциите е секако да има и последици, соодветни последици или казни, за да може да направиме дополнителна превенција кај младите, затоа и се казните воопшто постојат, за да го намалат или да успеат да го тргнат тоа однесување кој што не го сакаме. Од психолошки аспект, затоа се вклучени. И плюс треба да влијат позитивно на околината,
за да може да видат дека ова однесување кое што знаеме дека не е окей, дека има и санкции доколку се, значи на тој начин ги превенираме. Многу луѓе размислуваат дека еве можеме да го видиме тоа со камерите сега што ги поставија, дека однесувањето се промени кај возачите. Можат многу побавно заради опасноста дека можат да бидат казнети. Така да има многу аспекти. Секако многу полесно е да се препознае родителите тоа скоро секогаш, ако не родителите и училиштето, наставниците, стручниот кадар го препознава кога некое дете ќе напри промена во начинот на секојдневие како функционира, а во однос на тој кој што го извршува насилството, обично тешко е да се препознае, а и затоа треба многу да се разговара и да се води евиденција од страна на родителите во какво друштво, во каков круг се нивните деца. Да, и кога се тие разговори неопходни, веројатно родителите кога ќе го забележат, бидејќи секој родител го сака најдоброто за своето дете и секој родител најдобро го знае своето дете, па дури ништо да не проговори, ќе забележи дека нешто не е во ред. Најчесто за оние кои што се затворени деца или ако се соочуваат со тоа и не сакаат да го споделат, веројатно родителите тука се наоѓаат пред еден посебен предизвик како да пристапат кон сопственото дете, како да го натираат да проговори и како да ја дознаат вистината. И неретко во вакви ситуации е потребна психолошка поддршка, поточно помош од психолог како да го натираат детето, едноставно да го сподели тоа со родителите. Да, знаете, сега во последно време гледаме дека младите стигмата е доста намалена. Значи, за разлика од порано, нема такво доживување и срам кој што ептен би ги закочило да се отворат и да кажат, иако секако нели сите ситуации се индивидуални, но општо гледаме дека повеќе зборуваат. Многу често гледаме дека другарчињата околу нив знаат да пријават нешто доколку се случува. Тоа порано не беше така и посебно доколку некој е дел од вакви ситуации, се чувствуваше голем срам зашто се случува баш тоа кај мене, не можам јас да го решам и решението за деца беше да не зборуваат за тоа и да се повлечат. Иако има и такви ситуации сега, сепак не е целосно така. Многу од нив зборуваат и секако веќе кога ќе се случи некоја ваква работа, родителите иако имаат механизми и пробуваат се да направат нели во интерес на своите деца, сепак многу често треба да се вклучи и стручна поддршка. Главно тоа се психолозите, може да се исконсултираат и да исконтактираат со психологот на училиште, но тоа веќе го кажавме дека психологот на училиште работи со голем број на деца, кај нас во нашата држава со вистински голем број на деца и не може да се очекува од тој психолог да може нели процес да работи со тие деца и затоа е потребно да се вклучи некој кој што оригинално го работи тоа, кој што држи психолошко советување или психотерапија и да може да влијае без разлика дали се работи на семејството кое што детето било жртва или сторител од семејството, пошто треба да се работи и со двете страни. Да. Различна е нели пристапот, различни се методите, но нешто што гледаме доколку не се работи, проблемот за жал презистира и може да влијае на самата личност од повеќе аспекти и за личности кои што како деца го поминале тоа, како возрастни, иако веќе нели не е присутна таа ситуација, може да има доста последици. Да. И последиците веројатно потоа се гледаат или се манифестираат на друг начин, се разбира преку останатите врсти на насилство кои што ги имаме, како што е семејното насилство и така натака, но тоа е друга тема. Веројатно многу предизвици и за нас како општество, но и неопходност за зборување и превземање нешто. Едно од тоа е и меѓу другото и наш повод за гостувањето. Поводот се разбира е она кое што се случува, но со задоволство може да кажеме дека ете нешто се превзема, па така ќе информираме дека започнува еден нов проект за бесплатна психолошка поддршка за средношколци од 15 до 19 години, кој што ќе биде во Скопје преку две активности. Јас ќе ги кажам какви во продолжение ќе ги подобјасниме. Психолошко советување, бесплатни индивидуални сесии
за емоционална поддршка, кои што ќе бидат на различни локации, ќе кажеме кои, и едукативни работилници за стручен кадар и родители од 23 средни училишта со фокус на превенција од насилство, справување со зависности и унапредување на менталното здравје. Клучните точки на кои што треба да се работи и она кое што го забележуваме како недостаток, за што и гледаме преку ваквото врсничко насилство. Безбедноста на младите секогаш приоритет и тоа така да треба да биде, но и менталното здравје кое што очигледно е ставено на тест од огромен број фактори кои што влијаат. Наша одговорност е младите, а бидејќи младите се иднината, автоматски тоа значи дека наша одговорност е и тоа кое што ќе се случува во иднина. И сега оваа иницијатива или овој проект е за поздрав во соработка со град Скопје и нешто што веројатно ќе поттикне се повеќе млади да ги искажат своите проблеми, но и да зборуваат отворено, па и да побараат помош. Како ќе се реализира се тоа? Да, веќе проектот, нели, ние во тек се работи на него, една работилница се направи со представници од сите средни училишта во Скопје, нели, тоа се 23 училишта. Во неа беа опфатени стручниот кадар, но и родител од советот, значи представник на родителите, се со цел, нели, да се направи малку поголема свест, но и да се дадат некои практични техники за како препознавање, како да се пренасочи, на што да се интервенира. Значи една голем аспект на ќе се опфатат, главно врзани за врсничко насилство, врзани за болести на зависност, кои што знаеме за жал дека многу често знаат да бидат причини за и тие се поврзани за одредените проблеми, психолошки проблеми на семејствата, но и, како што кажа, и општо за советување на самите деца или нивна потреба доколку имаат потреба да дојдат да се консултираат, секако тоа е се врзано согласно етичкиот кодекс на психолошкиот етички кодекс. Поддржано е од град Скопје, значи целосно е бесплатно за учениците, поточно за нивните семејства, затоа што главно мнозинството од нив се малолетни, така да они мора да дојдат со родител, старател, да се вклучат, да дадат согласност за работа. Буквално тоа е покриено психолошко советување, психотерапија, кое што е во трајање од 60 минути од сеанса. Е нешто кое што го разговаравме со представниците од град Скопје како решение и како пилот проект да видиме како ќе ни влие во текот на периодот до крај на годината со можност за повторување и проширување. Значи, нашата задача ќе биде сега до крај на годината ние да направиме јасна представа колку ефект позитивен ќе има ова што ќе работиме со учениците, кои ќе бидат проблематиките со кои што они ќе се појавуваат. Статистички ќе видиме најчесто што е тоа што од нив е побарано, што им треба во текот на овој процес. Веќе, иако е летен период, изненадувачки имавме доста интерес од страна на семејството, главно родителите се јавуваат, што е нормално. Да. Се уште немаме некој млад човек, ученик да се јави своја иницијативно, родителите се јавуваат. Почнавме со работа. Целта е да помогнеме на младите, малку да ја стимулираме позитивно таа ментална хигиена и да превенираме моменти кои што можат, доколку бидат оставени, нели, без интервенција, да се претворат во нешто негативно или полошо од ситуацијата која што е. Така да ќе со текот на времето ќе ги видиме работите. Вистински е интересно затоа што на наша иницијатива во соработка со град Скопје се препозна важноста на психолошкото советување. Ние нешто што го зборуваме дека секој човек без разлика на возраста треба да повремено да поработи малку, нели, затоа што животот за жал и социоекономскиот статус како што е доста стресен. И самите ние имаме одбранбени механизми, но кога ќе се соберат сите работи во животот, некогаш е тешко се решават и психолошката поддршка во таква средина каде што е од етички кодекс обезбедена, сигурно е многу позитивна за сите, посебно за младите во овој контекст. Така, и сега за оние кои што можеби имаат потреба и сакаат да разговараат или да, нели, имаат една сесија, како и да е по стручниот термин, постои телефонски број на кој што може да закажат. Телефонскиот број, јас
тука можам да го кажам, но веројатно ќе треба да го кажеме и начинот до кој што може да се дојде до целокупната информација, како би дошле оние кои нели можеби им треба разговор. Еве за конкретно информациите за закажување на бројот 075 422 781, но и информацијата која што веројатно има и на социјалните мрежи, односно на профилот на Гаспар. Да, кај нас има секако, но може да ја видите и на профилите на град Скопје, може да се исконсултираат и со град Скопје, да ги пренасочи, да им каже секако може да разговараат и со училишните психолози, кои што се сите запознаени. Ние имавме една преубава заедничка средба пред почетокот на проектот, на кој што они дадоа своји сугестии од аспект на училишни психолози од средината кај нив, како можеме да го направиме проектот да профункционира подобро, да биде во најдобар интерес за семејствата и за учениците, зашто сум им стварно благодарен и дадоа некои доста добри сугестии кои што ги променуваме во начинот на работа, ги применуваме, така да вистински имаат можност каде нели да соберат информации, како да дојдат. Тој телефонски број е достапен секој работен ден во периодот од 9 часот до 8 навечер, до кога ние нели центарот и работи. Можат слободно семејствата и да се јават, да се исконсултираат, доколку сметаат нели дека им треба консултација по телефон, но и доколку им смета може да закажат нели советување. Моментално сме поголем број на психолози и психотерапевти кои што сме спремни да одговориме на потребите на учениците на неколку локации во Скопје, кои што ги стратегиски ги одлучивме да бидат достапни до сите ученици, нели, да не мора да патуваат многу, тоа се во Карпош, во центар, во аеродром. Доколку се покаже потреба, имаме и други простории кои што можеме да ги ставиме во употреба, како просториите во Кисела вода, кои што ги имаме од општината. Така да целта ни е да максимално да можеме да постигнеме ефект и на крајот годината да можеме да направиме ние едно помало истражување интерно, да видиме колку е важна оваа потреба и колку бенефит ќе извадиме на квантитативно ниво. Квалитативното е малку потешко да се истражи, но предвидено и за тие што ќе бидат вклучени во самиот процес на советување семејства, на крај да им се даде нели прашалник за личното искуство, анонимен секако, да го дадат како се задоволни од услугата која што ја добиле, затоа што мислам дека ова е прва ваква можност која што ја имаат средношколците да можат бесплатно да одат на советување. За жал до сега нели за се тоа мора родителите да плаќаат, иако стручниот кадар од училиштето ги препорачува кога смета дека треба, сепак тоа беше на терет на родителите. Сега имаат можност нели да го прават тоа. И услугата е многу подостапна и за тие семејства нели кои што не можат да си дозволат да се плаќаат комерцијално тие цени на психолошко советување, кои што нели прилично знаат да бидат прилично високи, посебно од психотерапевти кои што имаат добро искуство и стварно кои што се да кажеме и во регионот познати по својата добра работа. Да, можеби многу пати досега родителите се одвратиле од тоа или се вратиле назад токму поради недостатокот можеби финансиски за консултација со психолог, но еве можноста и она кое што го акцентираме во моментов е дека се работи за бесплатни разговори, поточно сесии со психолог и она кое велиме е подеднакво важно едукацијата која што треба да имаат родителите и за поздрав она кое како што испомена, тие се јавуваат и бараат помош, значи се зголемува свесноста за тоа дека навистина доколку има потреба треба да се побара помош, да немаме дилема или двоумење околу тоа или можеби страм или страф, а истовремено и да се едуцираме што е она кое што можеби го правиме погрешно, каде треба да се поправиме и всушност кој е вистинскиот начин како треба да пристапуваме со децата. И тоа се темелите кои што би требало да бидат сврсти за да може да гледаме позитивни резултати, нешто што веројатно е разнишено во времето во кое што живееме, а тоа ни го докажуваат за жал и овие настани со кои што се соочуваме. Училишниот притисок ќе го споменеме, анксиозноста ќе ја споменеме и веројатно останатите влијанија со кои што се соочени младите. И од тука ќе речеме па не е ни чудно зошто можеби се појавуваат некои вакви карактеристики или форми на однесување. Во тие психолошки сеанси во работата со младите
предпоставувам се наоѓаат или се презентираат различни методи како тие да се справат токму со тоа и што е најчестото кое што го споделуваат, но и што е најчестото кое што им се советува во такви ситуации. Да, така е. Значи, целта е да се направи добра проценка со анамнестички податоци. Многу често прво се прави увид на ситуацијата од страна на корисниците кои што доаѓаат и врз основа на тоа се работи на интервенции, психолошки интервенции или методи како може да се полека да се реша, да се пристапи кон решавање на работите или доколку има одредени симптоми како анксиозност, како да се работи со нив и да се работи на подобра ментална хигиена кај младите. Морам да ги спомнам и семејствата, многу често тие сеанси се претвараат во семејно советување каде што се даваат насоки и на родителите како да постапат. Стигмата е веќе многу намалена за разлика од порано. Родителите јасни дистинкции имаат дека психологот не е само доколку се појави патологија, туку се вклучува во одредени моменти кои што го стимулираат личниот раст и развој, така да се советува и семејството како да постапи во одредени ситуации, како се работи на диадите, тоест на релациите помеѓу членовите на семејството. Затоа не е вклучено овде моментот и болести на зависност, кои што во истражувањата покажаа дека многу често знаат да бидат причина за да има нарушена психолошка состојба кај младите, многу почесто врзани за болести на зависност кај родителите, него ли кај деца, но се исклучително се важни и имаме стварно добар тим, надворешен тим со искусен психијатар кој што во текот на својата работен век има работено главно со зависности. Тоа е доктор Павлина Васков, кој што на наша преголема задоволност се согласи да биде дел од нашиот проект, затоа што искуството е кај неа доста високо и она ќе е главно ангажирана во работилниците со училишниот кадар и со родителите. Така да еден склоп на повеќе активности кои што очекуваме вистински да даде ефект и имаме интерес од град Скопје по завршување на проектот до крај на годината и со резултатите на проширување, опфаќање на останати здруженија и останати психолози кои што може да се вклучат, се со цел да може да влијаеме на учениците и на нивните семејства. Исто така позитивно мислам дека влиеше, веќе имаме остварено контакт со неколку општини кои што сакаат да применат ваков проект на нивните школи, пошто средните училишта се под град Скопје и они имаат ингеренции за тоа, затоа проектот не е во средните, но секако гледам дека има интерес и се надевам дека и после нашите резултати позитивни, дека ќе има интерес да повеќе општини да почнат да го практикуваат и да ја вклучат оваа услуга, затоа што многу често гледаме дека проблемите со кои што се соочуваме и врзани за врсничкото насилство се појавуваат и во основните училишта, ако не во некои моменти и повеќе се појавуваат во основните за разлика од средните. Веројатно тоа е целната група, односно периодот кога почнува можеби да се појавуваат тие знаци кои што треба да се препознаат и да се превенираат различни настани. Довербата која што треба да има клиентот, без разлика дали е родителот или младиот човек, е особено важна да се создаде една таква конекција помеѓу самиот психолог и клиентот. Веројатно и во вашата професија тоа си има формула како да се создаде и е особено влијателно како ќе се одвива и која ќе биде успешноста на самиот процес или на тие сесии, па во однос на таа доверба и психолозите кои што работат и се дел од овој проект, што е клучно или колку, да речеме, бргу се стекнува, дали се чувствува поголема опуштеност со страна на оние кои имаат потреба од помош и од искрен разговор. Така да, основата на соработката е да се има меѓусебна доверба
Тоа значи од страна на корисникот дека има доверба во терапевтот, дека тоа што го работи во интерес на самиот корисник, но го работи од аспект на зачувување на таа приватност која што сите ние ја гарантираме од психолошки аспект и е дел од психолошкиот етички кодекс, а од страна на корисникот довербата во терапевтот дека се труди, работи максимално и тоа што го работи има план и програма, затоа што многу често кога ќе дојдат корисниците или клиентиве, нашава работа на почеток за нив може да не биде толку јасно, посебно нели кога ќе се прави таков генограм, проценка на семеното дрво, што се случува, како се случува, на некој кој што немаат одено, може малку зачудувачки да им биде зошто прашуваме за родителите или за баба, дедо, што се случува, но психолошки се тоа знае да влијае на динамиката. Да, од психолошки аспект довербата многу зависи од со каков корисник работиме. Например, ако корисникот доаѓа по своја иницијатива или клиентот, спремен е да работи, тие веќе пристапуваат на начин на кој што многу полесно се изградува довербата, но многу често кога се работи за училишна возраст, родителите се тие што доаѓаат, кои што се спремни за соработката, а учениците не се толку спремни. Сме имале нормални ситуации каде што детево не сака да доаѓа, а родителот инсистира. Тука самата соработка е отежната, затоа што психолошки аспект е многу важно, нели, да постои интерес со страна на клиентот и спремност за да работи и да му дозволи на терапевтот да го почне процесот за работа, но имаме и тамо механизми кои што се индивидуално скроени во однос на било кој од корисниците, поточно од учениците во овој случај, кои што се во цел да направат таква поврзаност и чувство на сигурност дека нели можат да се отворат. Една работа што младите кога доаѓаат со родителите, кога доаѓаат им е многу важна е тоа што ќе го споделат, дали ќе остане нели посебно ако се работи, ако не е во ситуација како останат со терапевтот еден на еден, да остане и сакат да се отворат, но се плашат од тоа дали ќе биде пренесено на родителите, пошто им се објаснува нели каков е процесот и дека како се работи, кои се механизмите. Така да интересно е од аспект на психолог и психотерапевт си бара умешност таа работа. Кај нас имаме многу добри психотерапевти, психолози, зборам на територија на Македонија и доста школи има кои што нели работат на психотерапија, кои што мислам дека тоа ја што можам да го видам, но и од посети на некои други земји кои што сме иделе преку проекти, на доста добро ниво е тоа во нашата држава, така да сметам дека позитивни се доста работиве кај нас и баш гледаме во последно време, посебно после короната периодот, дека психолошката работа е зголемена, нели ќе кажеме за жал има потреба, но не е толку за жал затоа што порано имало потреба, но не се појавувале на советување. Сега е вистински многу зголемена свесноста, многу полесно доаѓаат на советување, изненадувачки сами се јавуваат и сакаат да дојдат и затоа што ефектите ги чувствуваат после почетокот на работата, а и не се веќе толку затворени луѓе да споделат со нивни блиски, со пријатели, со познаници дека одреден период оделе на психолог или моментално одат и ефектите се позитивни. Така е, во денешно време тоа така треба да биде и уште подобро кога велиме дека треба да се побара помош кога е потребна, да се биде отворен кога се работи за споделување на одреден проблем и се разбира добивање на соодветната помош. Одлична можност преку ова кој што се реализира и е во тек да се добијат бесплатни совети, разговори, психолошки сесии, а се разбира и едукативни работилници, да ја подигнеме едукацијата на едно повисоко ниво како би го имале оној соодветен пристап и се разбира како би
би спречиле да бидеме сведоци на вакви настанија, со тоа и да ги заштитиме младите. Вики, благодарам за гостувањето и генерално за соработката, заради тоа што секој совет, секоја препорака е добре дојдена, секогаш ќе наслушне некој на кој што можеби во моментот тоа му е најпотребно, за сите кои би сакале да исконтактираат или дојдат на некакво советување, имате достапни информации, како што кажавме, и на страната на Гаспар, но и на град Скопје. До следна прилика, постакувам убаво лето, иако работно и доста динамично, сепак продуктивно, но и малку одморно, или ќе речеме, не е на одмет, сигурно ќе биде тоа и составен дел од летото, а од септември повторно со нови информации и верувам резултати за успешноста на проектот. Да, благодараме на вас.